И здраво на сите и добре дојдовте во уште еден нов влог. Едно кратко патување до Леринско малце, односно Которско езеро. Ќе одиме преку границата, ќе ја преминиме покрај Лерин, односно низ Лерин, ќе има доста кадри во Лерин, и до Которско езеро, едно вештачко езеро во Леринската област. Иначе ова е првиот влог за 2023 година, првиот влог снимен во 2023 година. И нека биде почеток за оваа сезона, односно нека биде туку ова е почетокот на оваа сезона за 2023 година. Се упатуваме сега кон границата со Грција, тука се греби патот моментално од Битола за граничниот премин, меѓутлија како што гледате, треба наскоро и да се асфалтира наново. Всушност вака и порамено што беше изгребен, бидејќи беше никаков патот, апсолутно беше премногу лош, навистина не се возеше, редно беше да се направи нешто што беше ветувано со години. Тука сме сега на македонската граница да ја преминиме и веднаш после македонската веќе тука сме на грчката граница. Дай ми зелена карта. Каде ќе биш? После Лерин, Которско езеро. Чао. Ја преминавме и грчката граница, сега сме во првото село, селото Негочани. Тука десно има едно испакнато стакло, кое што е убаво за сликање. Јас имам со точакот уште порано кога одев сликано таму, а ние одиме до Лерин по стариот пат, не одиме по автопатот нормално како и секогаш, избегнуваме автопати. Се уште возиме низ Пелагонија, најголемата рамнина во Македонија. Тука сега кога ќе стигнете кај првите како кружни текови, само продолжувате право, не вртите никаде. Само одите право и ќе за да стигнете до градот Лерин. Прекрасни пейзажи тука лево и десно од Пелагонија. Десно таму е Баба планина. Во една од грчката страна има и ветерници горе, што е многу убаво за гледање да речам, а сега има едни нови во еден друг крај, исто така близу во Леринско. Тука сме низ селото Горно Каленик, село населено исклучиво со македонци, и продолжуваме ние натаму кон градот Лерин, а потоа и кон Которско езеро. Которско езеро е иначе вештачко езеро во близина на селото Котори, оттаму името Которско езеро. Ќе видите и сами прекрасно езеро за скара, за уживанција, за такви работи. Навистина убаво направено, како има брана голема по која што можете да возите, но исто така можете да се симнете и малце по настрана да речам од браната. Тука веќе влегуваме во градот Лерин, широка улица гледате, празен е градот. Не знам навистина зошто, како во апокалипса да се движиме, таму во центарот малце ќе има некој движење, ама тука на влезот апсолутно и сами гледате, жива душа нема. И не знам зошто, во недела кога сум патувал ваму во Егејска Македонија, стално и селата и градовите биле празни. Дали луѓето шетаат на море некаде надвор од градот, секогаш не знам, но најверојатно тоа е случајот, бидејќи навистина се празни и селата и градовите, жива душа нема по улиците. Тука иначе сега сме во градот Лерин, мала тура низ самиот град, возење тука покрај реката, како се викаше не се сеќавам, но мислам дека се влеваше оваа во реката Елешка, која што се движи кај селото Гермијан, можеби и ова исто така Елешка, но не сум сигурен навистина. Мала река, не е нешто голема, но убаво дотерано со плочка покрај реката, како кеј, на места има и клупи за седење и релаксација. Лерин не е некој голем град, некои 15 жители, мнозината се македонци, 15 можеби 20.000 жители, но е едно симпатично убаво градче, место каде што македонците често одат, македонците од Македонија често одат да го посетат, да се напијат кафе, имено познате по доброто кафе. Исто така се оди во Лерин и на гиро да се јади.
И сега тука веќе излегуваме од градот Лерин, не се упатуваме за превојот Вигла за да одиме до Костур, не одиме нити на другата страна по автопатот, фактички некаде на средина одиме. И излеговме од Лерин, тука веќе излегуваме и се движиме кон Которското езеро, каде што ќе поминиме низ некои села како Неволјани и не знам другите како се вика, не се сеќавам. Само одиме право, убав пат, асфалтиран. Иначе исто така немаше многу сообраќај, многу е соодветно ако сакате на пример од Битола да одите или од било каде. Соточаци е многу убаво за возење фино, бидејќи не врват многу коли, возите низ природа, зеленило, а и на крајот дестинацијата е едно убаво место каде што ќе можете да се одморите, да се релаксирате, па дури да си искапите оти да не, малце да се разладите. Сега врвиме низ едно од селата кое што беше малце поживо, лево гледате на кафана, друга кафана, полни кафаните, едно дете прави скара онде и мирисаше на скара кога поминував, ми се пријади. Мислам дека од цело патување најмногу луѓе тука дека видов. А тука продолжуваме право, сега гледате малце како да се делат патиштата, ние одиме десно, односно фактички право ни доаѓа, исто си продолжуваме по патот по кој што веќе идевме. Сега тука како што ќе одите право, ќе видите десно се одделува малце патот, каде што треба и да завртите десно и да одите само право. Ако не завртите десно, можете и право да продолжите, малку потаму да завртите не десно, но таму се поголеми шансите да го промаршите завртувањето во десно. Па затоа ви препорачувам да завртите тука десно и од тука продолжувате само право се додека не стигнете на браната, односно не го видите езерото. Патот е тука малце со земја од лево и десно како копан, но асфалтиране тоа е најбитното, нема нешто многу офроад возење да речам теренско. И тука веќе после оваа кривина веќе ќе го имате првиот поглед кон Которското езеро од самата ваша десна страна. Тука ете го езерото, го гледате, таму по тој патот десно за момент ќе слезиме ние, прво само да поминиме преку браната. Го гледате езерото, не е воопшто мало, големко езеро е и е нешто како Ротинското езеро во Битола. Езеро за кое што ќе има исто така влог, веќе е снимен, веќе бев таму, треба само да се едитира, односно после овој влог веројатно ќе биде тој за Ротино, ако не малку подоцна, ќе има и за Ротино еден влог, тоа ќе биде уште покусо патување. И тука гледате десно е водата, веќе ова е пролет, веќе зеленилото почна да се накрева, да речем да се појавува зелената природа. А водата е чиста и има доволно вода што е најбитно во езерото, не е како пресушено. Поминавме еднаш преку браната кон едната страна, сега се враќаме назад во другата страна сме насочени. Сега ќе одиме и таму ќе слезиме кај патот за кој што ви реков пред малку, односно првиот поглед кај што го имавме на езерото. Ова тука е малку офроад возење ако сакате да слезите, но ако идете со кола можете слободно горе сега тука каде што почнува офроадот фактички, да оставите колата и пешки да слезете, како што гледате и самите блиску е, не е нешто многу далеку, нема да имате многу за пешачење. И таму долу ќе можете да уживате во езерото, да се искапите како што реков, оти да не скара да направите и слично. Ако е дозволено скара да се прави, бидејќи не знам грчките закони како одат, но имаше на едно место таму оган горено, така да верувам дека е дозволено.
Уживајте сега во кусиот поглед на Которското езеро. Јас тука воено ќе направам и една пауза пред да тргнам да се враќам кон дома. Иначе од Битола до тука до Которското езеро има некаде околу 45 км во еден правец. Одење враќање тоа се 90 км, што е некаде 1,5 час возење максимум, а и помалце. Фала ви што го гледавте овој влог, првиот за 2023, се гледаме во следниот. Не заборавајте да се сабскрајбнете и да стиснете лайк доколку ви се допаѓа влогот.